Добро вечер, драги гледачи. Иако, комотно можам да кажам, добро утро, ајде да не сгрешам. Знаат ли македонците што јадат? Денес како бомба одегна веста дека еден од најупотребуваните подобрувачи на вкусот, или популарно кажано адитивот Е999, доведувал до непријатни модификации во однесувањето на оние што го конзумирале. И тоа најчесто преку пилешка паштета, но иако може да се сретне и во кулен, суџук или колбас, али од тие подебелите што се. Симптомите може да бидат различни кај мажите и кај жените. Мажите, например, кои што јаделе пилешка паштета, добиваат силна ерекција. А тоа значи и 1, и 2, и 3. Добре. Јебе. Така. Па то знам да користат, затоа што и у наш парк имам скоро најдено некои шприцеви кај нас у зградата таму у паркот, така да знам да користат и тоа е многу тешка работа, мислим. Затоа цела држава, цел народ треба да се избори да тоа биде најгори порок што постои, значи. Па повеќе љубовни. Други. Љубовни повеќе. Користат од полесни нека марихуана, треба да кажем па нагоре до хашиш, кокаин, што мислам треба тен да се исчисти, тоа не би требало воопшто да се користи. Па хашиш, кокаин, екстази, различни марихуана, такви работи. Имам алергија од суџук. Имам алергија, не јадам зашто како да ти кажам, паднам болен, по 5-6 дена не станувам. Се спасив, баце. Замисли, застанав на балконот кај едно наше политичарче. Мислам дека Шема го викаат, баце. А тој са бајлето да ти јадел пилешка паштета. Лелеко ме виде на балконот, вака надарен и долгоног и згоден, баце. Му светна очите како петбанки. И слушај, вака ми вели: "Ела ваму, птичке моја", ми вели. "Глеј што убав пердуф имаш. Дојди кај батко Шема вкут да ти го шепнам нешто." Го гледам, баце, во скутот и што да видам? Абе, ја олкав, наолкав. Оттекол 2 пети, баце. О, како не си викам, немој баш до шепкање. Леле, баце, да ме видеше и од некоја страна. Абе, како сум киднал со таквото враце. И таман, баце, помислев дека сум се спасил и гледам хеликоптер вр. Абе, 3 сата, баце, ме бркаше, за малку сум куртулил. О, ке умрев, баце. Машала, ама си згоден. Како? Морам да признам, многу си секси кога си вака успаничен. А и Шема има добар вкус за, како да кажам, птици од ваков тип. Мене ми уште Мики Маус. Пајо, пато. Па Том и Џери, онака, мислам со традиција, може да се рече дека е, она. Да, тоа што трча, тоа што не може да го фаќа, како се вика? Пили Гонзалес, тоа е. Добро, има ли некој што не јадел пилешка паштета, бе? Помош! О, помош! Што па се развикал овој сега? Мора да умире. Па ако е некој витално, да не речем сексуално загрозен, и ако некој треба да се тере во ситуацијава, тоа сум јас, баце. Денес кому како му прдне сака да ме напупи. Баце, мене ми е полошо. Леле. И ти јадеш
беше паштета. Егото сум тешко мене. Абе, јаде во то суџукот. Како го изедов ми каже за тој адитивот. Ама, мене не ме тера на онадење птици како што тера ако го земеш преку паштета. Абе, мене ме издолжи. А, ја глеј колкав. Каде несреќа седел суџук? Долу. Цели 3 педи и сега доле су како сурме. Бабачко, О, па треба да частиш ти? Како да честам, кога сега не можа врата да затвора, да не си го предсвика? Абе, ми се влече по земја како некој удав. Еве, сабајле бев на лекар да ме видит и ми вели: болен дојчине, којш помала нужда да си земеш некој што ќе ти го придржи. Кого да зема си велја? И ми вели, зашто ти потешко од 10 кила не смееш да дигаш? Жими очи ако ве лажа, така ми рече. Ти остане нешто од суџукот? Абе го лапнав цел, ќе се удај. Како не се удави? Да. Драги гледачи, јас се извинувам, но морам да тркнем малку до месарница, знаете, должноста вика. Кога ќе дојде Перун, кажи му нека каже слободно временската прогноза и нека не ме чека. Имам нешто работа. Дојчине, слушни ме, ако можеш од некаде најди стипса и почувај го во неа. Абе, не ме гледај мене тука, јас сум природно надарен, бе, баце. Ке ти се подсобере некој сантим, гарантирам. И не јади веќе совмеснато, зашто ќе останеш без тоа здравјето, а кое што и така го немаш. Ајде, чао! Право збори Долгоногиов. Ако чарено е стипса, одам да го ставам во неа да ми накисни. Било што све скоро користим. Све од салами, од сите работи. Како се вика кулен, обавезно. Други совместни имаше на времето кобасица нека крајнска. Од Big Bull. Има нека, тоа е салама, шунка салама. Само чајна и суви врат, пршута, иначе паштети тија не. Так, чајна, евентуално и печеница. Може инцидентно салама тие работи, ама стаба. Па, пилешка салама, нешто, пилешка, тоа е, да кажам, паштета, зависи што. Секој сабале по 1 кило млеко, јајца, ово тоа лесна храна, сабале. Што е убав животот? Прво паштета си каснав, па си плеснав, се уште и временска прогноза, а си кажам, пуна капа. Добро, кај се луѓево? Никој нема овде. Ба нема врска. И онака ќе си кажам што ми лежи на душата. Еве за времето, например. Утре во препладнените часови се очекува појава на голомразица која што значително ќе го отежне сообраќајот во планинските региони на државата, но попладне се очекува значително кривање на температурите дури до 30 степен, кои што нема да попуштат во наредните неколку дена. Колку е досадно да се кажуваат вакви класични прогнози. Не, глупи се, дека никогаш не излегуваат според кажаното. Затоа една работа да знаете. За утре оставам времето да биде по ваша желба. Од мене толку. Дајте, беге, бе. Еден суџук да се немало. Се утепав од одење. Се е продадено. Како не ми текна преска. Место паштета суџук да си купи. Имаш уште тогаш многу имаш. А да тркнам до кај Шема да го прашам. Да не му се наоѓа некој суџук. Не бе, нема тоа. Тоа не е он по суџуците, он по паштети поише. Нема весе. Океј, тоа е тоа, народе. Како што гледате, без адитиви нема живот, нема секс, нема ништо.
Пријатно и до гледање во некои побои времиња со чашче ракија и еден суџук за мене. Довидување.